Мирисот на нова книга дефинитивно ја најавува пролета, а со тоа и новото издание на меѓународниот саем на книга, и тоа 35 пат поред од денеска па се до 10 мај ќе имате можност да го посетите саемот на книга кој што се одржува токму овде во спортскиот центар Борис Трајковски. А за тоа што ќе понуди овогодишното издание на саемот, што се ќе можете да најдете овде, но и колку чита македонската публика помеѓу двата саеми. Ова утро ќе разговараме со Бојан Саздов од издавачкиот центар 3. Бојан, најпрво ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро и на тебе. 35 пат поред се одржува меѓународниот саем на книга. Низ годините се менуваа локациите, нели, но еве и оваа година повторно се одржува во спортскиот центар Борис Трајковски. Каква беше атмосферата низ годините и колку можеби саемот се промени низ сите овие години? Па видете, за нас издавачите саемот на книгата е најзначајниот и настан и манифестација во календарската година, бидејќи тогаш ги подготвуваме најинтересните работи, најновите изданија, ги подготвуваме ние средби, ги закажуваме средбите со меѓу авторите и читателите и буквално ние настана кои што работиме месеци назад. Зошто? Бидејќи пред се ни е важно. Ја сакаме книгата, сакаме да го шириме, да шириме љубовта кон читањето и книгата. И мислиме дека оваа манифестација игра таа многу важна улога во нашето општество, да го подигне значењето на книгата и во овие 6 дена буквално фокусот од другите работи да се префрли назад на книгата и на читањето. Бидејќи книгата, како што знаете, историски веќе со векови има една непроменета улога. Буквално човекот има потреба да чита, има потреба да се изразува преку пишување и токму овој саем кој што еве низ годините можам да кажам дека постојано се развива, благодарение на заложбите и на издавачите и на авторите и на сите вклучени во издаваштвото. 35 пат се одржува во Скопје и тоа споредбено со другите манифестации навистина е може да се каже импозантна бројка и достојна за почит. Да, навистина на ваква манифестација, да кажем, нели, на ваков саем, тоа како од големо значење нели за културата и за читателската публика, но колку еве помеѓу двата саеми читаат, односно купуваат книги, се интересираат што е ново читателите кои што ги посетуваат вашите продажни места? Најверните читатели, овој датум им е посебно важен и посебно драг, бидејќи многумина од нив ќе ги видите како доаѓаат на штандовите со подготвени списоци на десетици книги кои што имаат, кои што ги следеле во минатиот период и сакаат да ги купат токму на саемот, бидејќи знаат дека на саемот пред се ќе ги добијат и тие саемски попусти. Мислам дека таа е една важна компонента од саемот, продажниот аспект и како тоа значи и за нас како издавачи, бидејќи важен е саемот од аспект на да ги мобилизираме читателите не само од Скопје, туку и од Македонија, да ги донесеме да дојдат и најмладите читатели и да работиме на таа бројката на посетители постојано да расте. И мислам дека тоа најдобро ќе ги прашате одговорите на саемот, меѓутоа бројот на посетители, бројот на продадени влезници од година во година расте. И многу е важно и многу интересно тоа што саемот не прекина да се одржува ниту во годините на пандемијата. Се адаптиравме на околностите и на настаните. Имавме навистина убави издание и тогаш, меѓутоа еве повторно сме во салата Борис Трајковски. Овој пат може ќе забележите дека има и еден нов момент, тоа се овие завеси кои што го кријат гледалиштето, за да се добие таа атмосфера на интимна атмосфера и човек да дојде тука и да помине неколку часа да заборави буквално на се останато. Да, што ќе понуди овогодишното 35-то издание на саемот на книга за сите посетители? Овој издание ќе донесе пред се многу настани. Во промотивниот центар буквално на секој час се содржуваат промоции на нови изданија, презентации, разговори. Посебна агенда има за 5 мај денот на македонскиот јазик, која ќе се држи трибина посветена на македонскиот јазик и на нашата улога во негово зачувување. Ќе се додадат наградите на Македонската асоциација на издавачи, ќе бидат вклучени и неколку средни школи со кои по
идеја на Скопскиот сајм и на Македонска асоциација беше инициирано пишување на состав на тега македонски јазик и ќе се бираат најдобрите состави и ќе бидат прочитани токму тука на сајмот. Потоа ќе има уште средби, промоции, конкретно на нашиот штанд ќе може да се сретнат многу интересни автори. Румена Бежаровска е една од авторите кои што 3 оваа година токму за овој сајм ја објавува прв пат во своје издание. Ќе биде објавено со своите 3 книги раскази. Понатаму сите наши познати автори, Винка Саздова, Коста Петров, Игор Джамбазов, Александар Битов ќе биде тука. Навистина ќе имаме богата програма. Што ќе им препорачате вие на посетителите, на читателите или може би ваш фаворит или што беше па може и најбарано во текот на изминативе неколку месеци пред сајмот? Од нашите изданија ќе препорачам најголемите хитови кои што имаме. Еден од нив е Лекции по хемија од Бони Гримус, тоа е современ роман кој што во моментов е на прво место на сите светски бестселеристи. Навистина тоа е нешто што ќе биде интересно за читателите да го видат. Меѓутоа јас би им препорачал да бидат отворени кон сите сугестии кои што ќе ги имаат нашите колеги и книжари кои што ќе бидат присутни на штандот и пред се да дојдат во добро расположение. Мислам дека тоа е пресудно да погледнат навистина само на нашиот штанд има преку 600 книги. На целиот сајм не можам ни да предпоставам која е точната бројка, меѓутоа треба време да дојдат подготвени да си посветат неколку часа тука, да поразговараме и да си одидат задоволни и со вистинската книга за нив. Да, официјалното отворање на сајмот е во 10 часот, нели утрово, но до кога се во попладневните часови ќе имаат можност да го посетат сајмот посетителите? Да, сајмот, работно време на сајмот е 10 до 20 часот, од денес 4 до 10 среда. Се надам дека имате навистина уште едно успешно издание со рекордно продадени книги и со рекорден број на посетители. Ви благодарам многу и за поддршката и за вашето присуство тука. Ќе ве поканиме од 10 часот утрово, па се можете секако до 10 мај, од 10 часот наутро до 20 часот, да го посетите 35-то издание на Меѓународниот сајм на книга. Навистина имате голем број наслови и автори со кои што ќе можете нели и лично да се запознаете и да присуствувате на некои од промоциите, но секако и да си ги набавите за во вашата домашна библиотека.